На политичарите со години им е полна устата со потребата за постигнување заедништво по важните прашања кои ја тиштат Македонија. Но еве и сега, кога ЕУ напиша извештај околу нашата евроинтеграција, почнаа кавгите и меѓусебните обвинувања. Бриселскиот документ кој нотира ограничен напредок во повеќе области и пред се повтори дека Македонија мора да угоди на Бугарија и да го смени уставот. Од вчера пак ја запали политичката сцена. А баш тоа писание можеше да биде добар повод за заеднички одговор до Европската Унија, која со својот чуден критериум дури и Украина ја оценува подобро од Македонија на евроинтеграцијскиот пат. Но наместо тоа СДСМ истакна дека извештајот бил најлошиот во последните десетина години и дека за тоа е виновна власта предводена од ВМРО-ДПМН. Од ВМРО-ДПМН пак реагираа дека ставовите на СДСМ се дел од бугарско сценарио и ги обвинија дека ја понижуваат државата. Воедно додадоа дека Македонија ќе продолжила со реформите на европскиот пат и дека очекуваат ваквите извештаи да продолжат се додека не се најде решение со Бугарија. По вакви јавни конфронтации, многу потешко ќе оди долго посакуваниот национален консензус за стратешките приоритети на Македонија. Време е партиите да ги стишаат тоновите. Локалните избори поминаа, а СДСМ доживеа тежок историски пораз, изборно цунами кое е на праг да ја збрише од политичката сцена во државата, се наведува во денешното соопштение од ВМРО-ДПМН. Од владеачката партија велат дека овој историски дебакл на СДСМ има име и презиме, а тоа е Венко Филипче, што поразот го представува како успех под диктат на неговиот ментор Зоран Заев. Партијата е доторка до рап на исчезнување. И покрај ваквиот историски пораз во СДСМ нема реформи. Во партијата на чело со Филипче упорно се прави обид за негов спас и криењето на вистинскиот виновник. За СДС веќе не се решение ниту оставките без суштина, едноставна промена на некои кадри кои само го одложуваат неизбежното, а тоа е потребата од целосна промена во врвот на партијата на чело со Филипче, соопшти од ВМРО-ДПМН. Со робусно извештајче Европа прати јасен сигнал дека владата е неспособна и антиевропска. ВМРО-ДПМН покажува ароганција зад која се крие неуспешен обид да го омаловажи извештајот на Европската комисија, затоа што е најреалниот доказ за неспособноста на владата на Мицкоски, се вели во соопштението од СДСМ. Од партијата на Филипче додава дека ова е најлошиот извештај за Македонија во последните 10 години и дека во Македонија нема напредок во ниту една област. Реформите се блокирани, а владата нема волја ниту капацитет да ја сработи работата што е во интерес на граѓаните и на државата. Драстично е назадувањето во владењето на правото и правдата со оценка единица во поглавието 24, најлоша досега. Судството е под политички притисоци. Реформите се во застој, антикорупцијските механизми не функционираат. Јавната администрација е нефункционална, соопштија од СДСМ. Да ги направиме уставните измени, најдобри ќе бидеме и потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми и тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски во врска со оценките од извештајот на Европската комисија. Тој рече дека има стагнација во неколку области и оти тоа и ние сите го зборуваме. И тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата и затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму. Сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, посочи тој. Инаку Мицкоски истакна дека не може да се согласи со констатацијата дека има други земји кои што се пред нас. Например, ние сме многу пред Албанија, иако некои од еврокомесарите даваат такви изјави какви што даваат, така како што кога ќе се анализира состојбата на државите, кој е спремен, кој е неспремен. Објективна оценка е дека Црна Гора е прва, второто место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму, од земјите во регионот, рече Мицкоски. Македонија и Бугарија ги дефинираат активностите и меѓусебните обврски за изградба на меѓуграничниот железнички тунел на Коридорот 8,
Со договорот што го потпишаа денеска македонскиот министер за транспорт Александар Николовски и неговиот бугарски колега Гроздан Караджов на железничката станица Ѓуешево. Договорот за подготовка, изградба и оперативност на тунелот, што ќе биде меѓугранична точка на двете држави на коридорот 8 за директната железничка врска меѓу Скопје и Софија. Проектираната должина на тунелот е околу 2,4 километри. Пругата кон Бугарија од македонска страна почна да се гради пред 30 години. Читањето на лектири е важно за подобрување на знаењата на основците, но факт е дека учениците се помалку сакаат да читаат лектири. Како одговор на ова, Министерството за образование вчера најави дека ќе го менува списокот на лектири за да се додале нови со, како што велат, поинтересни содржини. Некои од постојните лектири од задолжителни стануваат изборни, некои ќе отпаднат, а се дава и предлог список на нови лектири за учениците од 2 до 9 одделение. Во предлогот се вклучени дела што обработувале идентитет и самодоверба, пријателства и меѓучовечки односи, училишен живот, булинг и слично. Се ова делува добро, но се е џабе ако остане се по присутната пракса учениците да не ги читаат лектирите, туку да ги дзирнат некаквите сижеа од 2-3 страници кои кружат на интернет. Значи промените треба да се бараат и во поголема будност кај наставниците и секако кај родителите. Агенцијата за храна и ветеринарство запленила небезбедна храна од непознато потекло во возило на подрачјето на Чучер Сандево. Како што денеска информираат оттаму, по добиена пријава со интервенција на полицијата во возилото се пронајдени 1060 килограми кршени ореви и 581 килограм кикирики без идентификација, со непознато потекло и без потребни информации за потрошувачите. Во рамки на истата пратка со надзорот најдени се и 900 килограми индиски ореви со декларација. Бидејќи производите биле без соодветна документација за потекло и квалитет, согласно Законот за безбедност на храна, затекнатите количини се прогласени за небезбедни и истите ќе бидат уништени, велат од АХВ. Ни следува нова промена на времето, затоа што под влијание на влажни воздушни бранови од Медитеранот, од вечерва па во следните неколку дена ќе има нови повремени локални врнежи од дожд. На некои места во Македонија дождовите ќе бидат обилни и поројни и проследени со грмежи и со засилен ветер. Дневните температури ќе бидат во просекот за овој период од годината и ќе се движат помеѓу 11 и 18 степени. И во Скопје и околината ќе има исто време со температури максимум до 18 степен. Уште едно лице почина како последица на пожарот што избувна пред 2 дена во пензионерски дом во Тузла. Со тоа бројот на жртви се зголеми на 12, а 35 лица се повредени, од кои 4 лица се на механичка вентилација и се во тешка состојба. Пожарот избувна на 7-миот кат од зградата на дом за стари лица, каде биле сместени неподвижни лица. Директорот на домот си поднесе оставка. Рускиот председател Владимир Путин разговараше со постојаните членови на Советот за безбедност како да се одговори на американските нуклеарни вежби кои ги нареди Доналд Трамп. Путин нареди анализа на ситуацијата и да се подготви предлог за евентуално започнување на работата на руските подготовки за нуклеарни тестови. Прогласена вонредна состојба на Филипините откако во тајфунот Калмајги загинаа повеќе од 120 лица, а исто толку се водат како исчезнати. Тајфунот погоди речиси 2 милиони луѓе и принуди повеќе од 560.000 лица да ги напуштат своите домови. Прогласувањето на вонредна состојба е за да се овозможи побрзо да се распределат средствата за итни случаи и да се спречи прекумерно зголемување на цените на храната. Американските сојузни власти соопштија дека поради финансиската блокада на владата ќе го намалат воздушниот сообраќај за 10% на вкупно 40 аеродроми со голем обем на летови, почнувајќи од утре. Се проценува дека меѓу 3500 и 4000 летови дневно би можеле да бидат откажани или одложени.
Администраторот на Федералната управа за авиација изјави дека ова намалување на капацитетот е неопходно за да се растеретат контролорите на летање и дека доколку блокадата на владата продолжи, можно е да бидат воведени дополнителни ограничувања. Десетици светски лидери денеска и утре се среќаваат во Бразил пред официјалниот почеток на годишната конференција на Обединетите нации за климатски промени со цел да разгледаат итни мерки за спречување на глобалното затоплување. Меѓу европските лидери присутни се германскиот канцелар Фридрих Мерц, францускиот председател Емануел Макрон и британскиот премиер Кир Стармер, како и високи представници од Обединетите нации. Лидерите денеска ќе го означат почетокот на нов мултимилиарден фонд за заштита на тропските шуми, кои се нарекуваат зелени бели дробови на планетата. Белата куќа соопшти дека администрацијата на Трамп нема намера ниту да испрати висока делегација. Германската јавност е потресена од ужасен случај од градот Ханау, каде што во текот на ноќта речиси 50 автомобили, фасади на куќи и поштенски сандачиња беа извалкани со крв, во некои случаи во форма на фашистички символи и свастики. Според првите резултати од посебен тест, станува збор за човечка крв, но нејзиното потекло засега е непознато. Полицијата истакнува дека нема траги од повредени лица во областа и дека мотивот и околностите на настанот се целосно нејасни. Експлозија во фабрика за производство на водород и азот во американската сојузна држава Мисисипи предизвика истекување на амонијак, поради што имало евакуација на жителите од околните области. Гувернерот на Мисисипи објави дека нема загинати или повредени.